Добро ни дојдовте во Градската галерија на Домот на културата Иван Мазов Климе, еве вечерва. Четврток, 6 септември 2018 во предвечерието на два празника. Значи 7 септември денот на ослободувањето на Кавадарци и 8 септември денот на независноста на Република Македонија и воедно на самиот старт на манифестацијата Тиквешки Гроздобер 2018. Имам чест да најавам еден убав настан и да потенцирам дека практично оочествување на празниците во градот и почетокот на манифестацијата Тиквешки Гроздобер 2018 ни припадна нам, на институцијата и на вработените од Дом на култура Иван Мазов Климе. Вечерва отвараме изложба на дела насловена Ферментација на нашиот сограѓанин Лазар Дојчинов. Би кажал само накратко дека некако неговите изложби се сопаѓаат со празници на градот или карактеристични датуми на градот. Значи, дали е тоа Тиквешки Гроздобер, дали е тоа зиме, кога е празникот Свети Трифун. И тој има една традиционална соработка кога се представува пред сограѓаните и останатата ликовна публика и во Домот на културата и во музеј и галеријата. Овој пат ние сме домаќини на неговите дела и кај нас ќе бидат овие неколку дела кога се надевам дека добар дел од Македонија ќе се слие тука на ова манифестација и ќе има прилика да ги види, посебно затоа што тој е богат творец. Годинава имаше забележителен настап или учество на ликовната колонија Михајлово Кавадарци 2018, значи дел од тие дела се и тука. Денес во Кавадарци се отвори за прв пат информативно туристичко биро, тука многу наблизу на 20 на метра од Домот на културата на градскиот плоштад, и некои од делата, бидејќи се ете така карактеристични за ова поднебје, овој барем циклус што го гледаме тука вечерва, ќе бидат и во тоа информативно туристичко биро изложени и не би должел многу познавач на неговите дела, поголем и од мене, иако ми е драг пријател Лазе, е Мирјана Мукаетова, новинар, кој што воедно ќе каже некој збор за Лазар Дојчинов, нашиот домаќин вечерва, и ќе отвори изложбата. Ако ликовниот уметник Лазар Дојчинов го запрашате да ви каже нешто за неговата уметност, ќе слушнете само неколку реченици, неколку скудни реченици. Бидејќи тој најдобро раскажува со четката и со боите. А на овие дела раскажува за најдоброто од тиквешијата, за грозјето, за виното, жолтата ракија, за маџунот, за фионот. За време на целиот досегашен творечки опус, Дојчинов се инспирира од зрелите есенски плодови и топлите пейсажи од тиквешкото поднебје. Во оваа пригода сакам да потенцирам дека исклучително ја почитувам неговата уметност, затоа што сметам дека е дел од нашата традиција, дел од колективната меморија, што во своите гени ја носи лозарот од тиквешијата, неговиот култ кон лозата, како неизбежна симбиоза во вековното обстојување и битисување. Дојчинов во изминативе децении се потврди дека целосно е доследен на неговата определба да ги слика ритуалите на лозарот во бербата, неговата судбинска поврзаност со лозата, да ја одгледува, негува, чува, за да може да ги собере зрелите плодови, да направи сладок напиток, а вредните домаќинки да изнадат безброј начини сладкиот гроздов сок, да го вградат во кулинарството како еден од највкусните и најздравите природни засладувачи.
Вистински пример за тоа се рачелите од тиква, варени во шира. Тиквата како карактеристичен плод од оваа поднебје, по која, според преданијата, областа го добила името и сладкиот сок од грозјето. Авторот и во оваа изложба понуди дела во кои ги осликува традиционалниот начин на правење маџун во бакарна тава, се разбира, и редовните негови казани за производство на ракија. Во секоја пригода, кога зборувам за делата на Дојчинов, го издвојувам неговото мајсторство во техниката акварел, неговата леснотија во потезите и богатиот колорит. Тој едноставно го слика сонцето како се огледува во зрелото грозје, и во афионските полиња, и во мирните моклишки предели. Неговата обседнатост од школката како совршенство на природата ја среќаваме и во овие дела како славина од која потекува вино. Мислам дека немам уште што многу да кажам, што досега не сум го кажала за творештвото на Лазар. Само му посакувам да има и понатаму таков младешки ентузијазам и инспирација, да продолжи така плодно да работи и да создава дела кои може да се најдат во секое катче на многу наши домови. Прво сакам на сите присутни да ви се заблагодарам за вашата присутност, што ме различите изложбата. Ако нема публика една изложба, тогаш таа изложба е џабе и поставена. Меѓутоа, вашата расположеност да ги гледате моите слики, ја поздравувам и ви се заблагодарувам. За оваа изложба организацијата е на Домот на културата Иван Мазов Климе, директорот Александар Малинков, Темков Владимир и вработените кои што несебично се залага да може да биде се у најдобар ред. Исто така благодарност до Мирјана Мукаетова за нејното новинарско искуство и видување, и која што само да ги види сликите и доволно е, она има една голема енциклопедија што може да направи голем опфат. Порано имаше една организација Ангорпромет, а сега Теде, која ми е како покровител на нејни работи овде, кои што ви ќе ги окусите. Ја да не ве задржавам многу, може нешто препуштив, ви пожелувам добро расположение и пријатни мегови при разгледување на изложбата.